следува во фокус на внимание во следните минути на Слободен печат она што се случува во Македонија, што е она најважно кое што можеме да го изанализираме ова утро. Посакувам добро утро и секој понеделник традиционално посакувам убава работна седмица. Благодарам, јас се вклучувам во посакувањата за убава работна седница. Тоа што нели обично ние коментираме најновите информации кои што пристигаат, сега утрово и немаше некоја битна информација која што го преокупира вниманието, но имаше една најава за денеска дека можеби ќе се случи нешто, а тоа беше она изјава на премиерот Христијан Мицкоски кој тој каже дека трпението е пред крај, дека завршило и дека од понеделник ќе следува одлучна акција во справување со оние обвинители кои што кога требало да се потпишат на некој налог за апсење, тие ненајдено фаќале диареја. И дека имале и оправдување дека ги фаќало грозница, температура, дека би наеднаш се разболували и така натака, алудирајќи дека обвинителството го бойкотира, го попречува обидот за на полицијата и на другите органи за справување со корупцијата, со организираниот криминал и така натака. Па еве денеска во очекување сме да видиме дали ќе биде преземена акција против некој од обвинителите. Тој рече дека времето за она време кој ме даде на обвинителите завршило и дека нема намера повеќе да ги чека. И сега тоа некој го прокоментира како некаков обид за застрашување на обвинителите, а другите велат дека е одлучна борба на новата влада со криминалот и со корупцијата. Останува да видиме што ќе се случи денеска. И дали таа доверба од 2% која што постојано ја нагласуваме, можеби ќе порасне после ваквите реакции од страна на владата? Добро, па да, сега тоа судската власт која е многу комплицирана работа и која ние ни сваќаме до крај. Таа заслужено си ги има тие 2%, но јас би рекол единствената вина не е само кај нив, бидејќи има еден куп на законски решенија кои што се носат во парламентот, значи од законодавната власт, кои што едноставно на криминалците и на ние корумпирани членови од елитата им даваат еден куп на можности да избегнуваат правдата. Не е тоа ништо случајно, значи тоа е има една причинско-последична врска во целата работа и мислам дека за да се стави крај на такво нешто, актуелната владеачка гарнитура ќе мора тоа од корен да го извади, па и бројни закони да смени во парламентот, што и не би требало да биде тешко, бидејќи има тие стабилно мнозинство, значи не е. Појасни ли Мицковски на кој начин ќе одвива оваа постапка? Што всушност планира да прави сега од понеделник? Не, тој рече вака, тој не планира, вели, нема да правиме страдани од ова, значи тој не сака сега, преку телевизија да им суди на тие обвинители, иако преку телевизија најави нивно, можеби апсење, и исто така рече нема да ангажираме и посебни специјални полициски единици, како тоа тоа беше многу вообичаена пракса во времето кога Никола Груевски беше премиер, па специјалци апсеа некои државни чиновници кои навистина не делуваат опасно по јавниот ред и мир, дека туку со редовни полициски сили ќе поидеме кај сите оние што делуваат дека ги попречуваат истрагите. Имале диареја, да, може диарејата е кривично дело само по себе, но во секој случај сега има тука една друга работа која не е шега. Во оние анкети кои беа пред последните избори. За прв пат во историјата на Македонија
борбата со корупцијата и криминалот беше најбитната работа која што ги интересираше избирачите. Ако земемо предвид дека избирачите му дадоа огромна подршка на ВМРО ДПМН на последните избори, ретко кога претходно некоја партија, мислам дека никогаш претходно некоја партија имала толку голема предност, можеби Никола Груевски имаше во една прилика, но тоа беше блиску е овој резултат. И значи како ретко кога претходно поддршката е голема, а како никогаш претходно избирачите не биле недвосмислено решени идната влада да стави крај на корупцијата и криминалот. Што значи дека доколку ВМРО ДПМН сака да го задржи добриот рейтинг, барем до некаде, ако не е возможно целиот, но барем до некаде, тогаш одлучната борба со криминалот и корупцијата, која што ќе биде преципирана од избирачите, ќе го одржи на власт во многу долг период. Покрај народот, овде поправиме ако грешам, ама и Европската комисија со последниот извештај нотираше дека имаме корупција во судството, еден од клучните проблеми на кои што треба да работиме за евроинтегративни. Па не е мало за сега извештај на Европската комисија да не го содржи тоа. Тоа е веројатно не копи-пейст, значи од лани до. Значи тие извештаи од Европската комисија се точни, не велам ја дека не се точни, тие се даваат една слика за состојбата во македонското општество, не се тие детални, не се често знаете како е тоа, пред да се донесе конечната верзија на извештајот, постојат неколку драфт верзии, па доаѓа тука до некој преговарање, па доаѓа тука до некој натегање. Значи не е тоа баш така, иако нели не се спори дека тоа е така. Но ја мислам дека се тие прилично благи тие извештаи на Европската комисија, дека тие може да бидат и многу построги и да откријат и некои детали за состојбите во македонското општество, вклучувајќи ја и корупцијата во судството. И како што реков преска, тие 2% се сосема добро заслужени. Значи 98% од граѓаните не му веруваат на судството, веројатно тие 2% се самите суди и обвинители во некоја анкета. Па веројатно и роднините се изјасниле за тоа дека се задоволни од работата на судовите. Благодарам многу што утинава беше заедно со нас. Верувам интересни за гледачите. Секогаш се обидуваме преку ова утринска анализа за последните македонски или најактуелните македонски случувања да ви ги разјасниме некои работи, да ги анализираме заеднички во вашето друштво. Во продолжение одиме со меѓународната анализа. Останете на Слободен печат.